Благодарам, председателе, почитувани колеги. Пред да се осврнам на она која што е денешна дискусија, ребалансот на буџетот, водење на економија во државата, додека ние овде треба да зборуваме за економија, да ве потсетам дека во Република Македонија граѓаните не може да добијат свидетелство, не можат да добијат регистарски таблици, не можат да добијат патни исправи, а ние овде очекуваме од овие власти и од овие луѓе, членови на парламентарното мнозинство, кои што зборуваат дека блескаме во економијата, очекуваме од нив да ја подобрат состојбата во економијата, а не можат да обезбедат основни, елементарни услови за живот во оваа држава. Но за тоа во некоја следна прилика да се навратам на она што е денес тема. Ребаланс на буџетот. Зошто имаме ребаланс на буџетот? Затоа што она што сте го планирале во буџетот, имате грешка проекции, грешка планирања, не ви се совпаѓаат лажењата кои што сте ги кажувале во минатото и денес имаме корекција на постоечкиот буџет, односно ребаланс. Или со други зборови кажано, тоа што сте лажеле дека ќе има блескање во економијата, сега бројките ве демантираат, па во овој момент повторно сакате со ребалансот на буџетот да купете време и повторно да лажете дека што туку не тргнала работата во економијата во добар правец. И затоа овој ребаланс на буџетот не е развоен, туку е купување на време. Со овој ребаланс на буџетот се потврдува дека имате поголемо задолжување од планираното, дека имате поголемо трошење на народните пари од задолжување од планираното, дека имате поголема инфлација од планираното, дека имате поголема невработеност од планираното, дека имате поголем пад на бруто домашниот производ и на економијата од планираното, односно од тоа што сте ги лажале граѓаните. И затоа велам дека вие освен со лажење, манипулирање и пропаганда не знаете на друг начин да владеете. Овие бројки кои што денес ги гледаме пред нас ви го потврдуваат тоа дека со лажење сте дојдели, со лажење ќе владеете, со лажење ќе си заминете. Ако ребалансот или буџетот е крвната слика на државата, тогаш од ова што можеме да го погледнеме, пациентот одамна е во клиничка смрт, затоа што имаме историско највисоко ниво на задолжување од 63%, затоа што имаме историски највисок буџетски дефицит од 6,5%, затоа што имаме континуирано пад на бруто домашниот производ, затоа што имаме зголемување на инфлацијата, затоа што имаме отпуштање на нови 50.000 луѓе кои што останале без работа, додека вие се луксузирате и глумите дека во државата се функционира најнормално, па дури дека прогресираме. Ете, затоа оваа држава одамна е во клиничка смрт. Затоа час поскоро треба да се случат промени, а вие да се засрамите. Затоа што прво се лажете себе, а потоа го лажете сопствениот народ. 4 години ништо немате направено. Во удолница ја втурнате државата, а сега овде демагоги и кажувате како сме блескале во економијата. Засрамете се. Но да почнеме со ред. Јавниот долг. Се сеќавате кога зборувавте дека Македонија што туку не започнало грчкот сценарио? Се сеќавате кога имавте жолчни дискусии загрижени со раката на срце дека немало да се исплаќаат плати и пензии пред 4 години? За разлика од тогаш, во ваше владење, јавниот долг е зголемен за 2,5 милиарди евра или од 47% на 63% од бруто домашниот производ. Е сега, ако тогаш било грчко сценарио, што е денес? Какво сценарио е ова денес што го гледаме? И знам, ќе кажете, се задолжуваме затоа што има криза. Кризата ви е единствено алиби за вашиот неуспех. Но јас ќе ве прашам, да се согласам дека има криза,
Но парите кои што ги позајмивте за да помогнете на компаниите и да помогнете на стопанството во време на криза, каде ги потрошивте? Каде потрошивте 1,5 милијарда евра? Ако имаме податок кој што вие го кажувате, ваши високи функционери кажуваат дека само 350 милиони евра се наменети за компаниите. Каде е остатокот од 1,150 милиони евра кои што ги позајмивте и ги нема? Не оставивте ништо на виделина. Ги критикувавте претходните власти дека кога граделе, краделе. Вие крадете без да градете, тоа е разликата. Вие крадете, а ништо не направивте. Каде се парите кои што ги позајмивте? Кој ќе ги враќа тие пари кога не креиравте додадена вредност во економијата? Кога во исто време додека ги трошите тие скапо платени пари, ниту компании поддржавте, ниту ја намаливте навработеноста, ниту го подобривте стандардот, нити пак ги зголемивте капиталните инвестиции. И сега овде зборувате дека блескаме во економијата, а во исто време илјадници наши сограѓани остануваат без работа. Тоа е разликата во јавниот долг пред вашето владење и сегашно владење. Додиме понатаму. Буџетскиот дефицит. Ако буџетскиот дефицит во нормални држави се движи во рамки на некоја нормала од 3%, веќе црвената линија со оваа влада на чело кај нас е запалена. Затоа што прво проектиравте дека буџетскиот дефицит оваа година, да не одиме понатаму, ќе се движи 4,5%, а сега бројките ве демантираат, се движи 6,5%. Или, изразено во износ, проектиравте 550 милиони евра, буџетскиот дефицит денес е 750 милиони евра. 200 милиони евра повеќе промашување кое што ќе го плаќаат граѓаните со ново задолжување заради вашето расипничко владење. И сега кој ќе сноси одговорност за тоа што сте потрошиле повеќе од тоа што сте планиране, односно сте лажеле? Знаете каква е состојбата во државата, ама пред избори кажувате мед и млеко дека тече и подоцна кој ќе е крив? Еве и овој ребаланс ќе помине. Јас ви гарантирам, ќе се сретнеме на крајот од годината. Буџетскиот дефицит ќе биде 1 милијарда евра. Нема да биде 750 милиони евра. Затоа што прогресира, затоа што вие немате стратегија како да ја задржите економијата. Па ако не знаете, па погледнете соседните држави како, не одете далеку. Погледнете соседните држави како реагираат и како креираат економија во време на криза. Па таму нема криза, во Србија нема криза. Погледнете како функционираат тие. Колку нови странски инвестиции, домашни и странски има во Србија, колку има кај нас. Еве заедно ќе прошетаме. Ајде ќе отидеме во источниот регион. Знаете што се случува? Не само што нема нови инвестиции, оние што вие ги напаѓавте, ги критикувавте дека ќе ги пудете кога ќе дојдете на власт. Сега тие се единствените компании кои што колку толку ви одржуваат економијата и извозот. Ама каде се другите? Каде е Facebook, каде е Google? Каде се тие кои што ги најавувавте кога се деревте на пресконференции дека ќе дојде живот во Македонија, дека платата ќе биде 500 евра. Платата не само што не е 500 евра, трошоците за живот во Република Македонија станаа 500 евра. Затоа што ја покачивте цената на нафтата со интервенција на државата, не од светските берзи. 14 денари досега воведовте давачки по литар гориво на нафта, кој што се рефлектира во цената на чинење на сите производи кои што се креираат во Република Македонија и во стапката на инфлација. И затоа денес имаме енормно покачување на цените на основните продукти. Затоа денес имаме енормно покачување на цените на потрошувачката кошничка на сите граѓани. И расте цената на струјата, ја покачивте. Сега најавеното ново покачување го креиравте перцепција кај граѓаните дека благодарение на вашата милост, Луи милост кон граѓаните дал, па затоа го намалил данокот на додадена вредност,
за краток рок на 5%, потоа за една година пак ќе го врати назад и затоа не продолжува качувањето на цената на електричната енергија. Тоа што пред 6 месеци ја качивте, тоа нормално е. Па тоа го веftувавте вие на граѓаните дека ќе ја качувате цената на електричната енергија пред избори. И сега да прикажувате триумфализам дека благодарение на вас не продолжува да се качува цената на електричната енергија. Не, благодарение на вас се качува цената на електричната енергија затоа што во време на ваше владење ја продадовте за мизерни пари. Сама тогаш кажувавме дека ќе дојде до ова, дека ќе се качува цената на електричната енергија. Но, на жалост, секогаш кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, секогаш има распродажба на државниот капитал, секогаш има национална распродажба и секогаш има осиромашување. Да се вратам на темата. Спомнавме инвестиции, спомнавме нови вработувања. Очекувам да ми реплицирате, да ми кажете една странска или домашна инвестиција во овие 4 години кои што сте ја вие донеле и креирала нови работни места. Освен полнењето на администрација, која што вие го кажувате како вработување, дали има една инвестиција која што отворила нови работни места? На жалост, наместо да има нови работни места, имаме 50.000 наши сограѓани кои што останаа без работа. И кога ве слушам вас, дека го негирате тоа, ќе ве поканам да дојдете со мене во Штип, да појдеме заедно во фамилиарната фирма на вашиот поддржувач, на вашиот висок функционер, градоначалникот Супермен, кој што безмилосно остави без работа стотици семејства. Безмилосно, без да имаат можност да се пријават во агенцијата за вработување. Тоа е примерот кој што вие го давате. Ја цицате крвта од народот. Тоа е примерот кој што вие го давате. Затоа што на грбот на народот се богатете. Со години се богатете. Во болната транзиција ги приграбивте државните фирми, а сега го мултиплицирате богатството. На грбот на народот го мултиплицирате богатството и со пропаганда дека сите си исти сакате да останете на власт. Ќе дојде казната на првите избори. Затоа што народот ја гледа таа ароганција. Затоа што народот го гледа тој во наводници Супермен, кој што дава лош пример во Штип, како не треба, кој што исплатил плата на вработените од 2 денари, а зел субвенции од државата. И дава лош пример за другите компании, кои што, на жалост, секојдневно се јавуваат со отпуштање на работа на вработени. Па ајде сега парите што ги позајмивте, зошто не ги дадете сега на луѓето кои што останаа без работа? Ви дадовме понуда. Парите кои што ги позајмувате, наместо да ги префрлите на компаниите и наместо да го давате тој износ кај газдите, да ги префрлете на вработените, на работниците, директно на нивните сметки. Зошто го одбивте тој предлог? Затоа што вашите поддржувачи треба да се офајдат и во време на криза. И во време на криза треба да купуваат нови луксузни автомобили, да се луксузираат, додека работниците трпат. Тоа е вашиот начин на владење. Ќе го мултиплицирате капиталот, па ќе идете во опозиција и така ќе функционирате. После некој иден период, пак ќе дојдете на власт, пак ќе крадете. Тоа го знаете само, ништо друго. Се тоа, кое што јас денес го зборувам, граѓаните го чувствуваат, а вие го негирате. Ама за да ве уверам и за да поверувате во ова што јас го зборувам, затоа што сте претерале со самото лажење на самите себе. И почнавте да верувате во тоа, дека блескаме, дека тече мед и млеко во државата. Излезете еден ден низ народот, прошетајте низ улиците, погледнете што се случува, погледнете во каков хаос е државата, погледнете ги ценовните шокови, кои што доправа ќе се случуваат, а вие наместо да се свестите, најавувате екотакса и нови давачки на граѓаните. Каква ви е таа екотакса која што ја најавувате, која што треба да ја покачи цената на нафтата по литар од 4 денари? Па уште ја поценувате и ја вреѓате интелигенцијата на народот со тоа екотакса. Какви ви се тие измислени изговори за да земате данок од крв од народот? Идејки на кај Скопје,
Единствено што можам да воочам е дека единствена капитална инвестиција која што ја направивте во изминативе години е двете патарини на автопатот Штип-Скопје кои што граѓаните дополнително ќе ги чинат 360 денари. Тоа е единствената капитална инвестиција која што ја направивте во изминативе 4 години. Автопатот кој што не можевте да го довршите, автопатот на кој што не можете и ден денес да ставите ограда и патна сигнализација, ама можете да ставите две нови патарини. Тоа е вашиот начин на владење. Тоа е Социјалдемократскиот сојуз. Со лажење, со манипулирање. И сега сигурно ќе реплицира некој и ќе каже парите кои што ги позајмивме се трошат во право место, во право време, во права насока, се инвестираат во капитални инвестиции, а еве, јас не гледам што е тоа капитално што се случува во Македонија. Еве, имаме здравствена криза. Кажете ми, што инвестиравте во здравството во овие 4 години? Болницата во Штип сведочи за вашето неработење и криминал. А зошто криминал? Затоа што не можете се да договорите кој ќе биде изведувач и кој ќе земе тендери при градбата на болницата. Па 4 години стои болницата не е изградена, а вие ни перде ни срам. Кажувате дека сте ги подобриле состојбите во здравството. Кревет немате купено. Па луѓе ви изумреа затоа што услугите кои што ги давате наликуваат на здравствените услуги во некое данешно минато во Индија. Во такви субстандарни услови работат здравствените работници. Ниту една капитална инвестиција немате во здравството. Ниту една капитална инвестиција немате за да ја подобрите економијата и овде ве слушам зборувате дека блескаме и ќе се навратам на почетокот. Свидетелства, патни исправи и таблици регистарски не можете да обезбедете за граѓаните, а пак камоли да очекуваат од вас дека ќе ја подобрите состојбата во економијата. Но еве ве повикувам да ми реплицирате па да можеме да ја продолжиме дискусијата.